Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва повторно сме со вас, директно јавувајќи се со радиоемисијата Глас од Македонија, почитувани слушатели, во која ќе ви дадеме репортажа за градот Корча од Мала Преспа, пропратена со ора и песни, потоа потеклото на Гонча Бојаджију или Мајка Тереза, блиц вести, занимливи, но вистински сведоштва и информации за Македонија, како и мојот краток коментар на неделата. Да спомнам дека вчера беше празникот Пречиста, односно посветена на Мала Богородица. Токму затоа би сакала да спомнам, да го честитам името на сите оние кои го носат на Света Дева Марија, а исто така да кажам дека среда е празникот Свети Климент Охридски, а четврток пак Свети Ѓорѓи. Сите оние кои ги носат и ги слават тие имиња, нека им се честити и вечни. Токму затоа и нашиот сонародник пак Науме Апостоловски од село од Битолското село, моментално ќе ми извини, не можам ни да се сетам, меѓутоа тој сака со своите синови и со својата фамилија на сите оние кои го носат името на Марија, а исто така и на неговата сопруга, да им го честита именденот, а истовремено и да ви посака пријатна разонуда со песната посветена за самото име Марија. Уште еднаш нека е честит именденот на Марија Апостоловска, но реков од нејзиниот сопруг Науме Апостоловски од село Ѓавато заедно со синовите и целата фамилија. Rana na srce me mi
Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски по повод патрониот ден на црквата ве поканува на банкетот што ќе се одржи на 11 декември во салата на истоимената црква со македонски традиции и пригодна програма за таа вечер. Цената е $40. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451. Но немојте да заборавите дека и дочекот на новата 2022 година ќе биде во салата на црквата Свети Климент Охридски, каде цената е $100 со кеш бар. Подетални информации веќе во ината наша емисија. Женската секција при црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам еден ден предходно, односно еден ден после тоа на 12 декември во салата на црквата приредува Крисмас парти, каде со богато јадење и други изненадувања ќе ве забавува солистот од Македонија од групата Молика Стив Штуревски. Тој ќе биде придружуван од оркестрот Балкан Entertainment. Цената е $50. За влезници јавете се до црковниот телефон 905-471-5555. Значи не заборавете 12 декември Крисмас парти од страна на женската секција при црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам. А емисиите на Радио Часот веќе знаете дека се поставени на YouTube. Ако напишете Voice of Macedonia и кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Сето тоа и со тоа и давате поддршка на самата радио програма. А сега, како што реков, во продолжение ќе дадеме за репортажа за градот Корча. Корча, градот на уметноста, градот на серенадите и пивото, град на љубовта или како што го нарекуваат Малиот Парис, град во кој се родени родителите на македонската влајнка Гонча Бојаджију или мајка Тереза, Никола и Трандафила Бојаджију. Во вечерашнава наша емисија ќе зборуваме за овој македонски трговски град од Мала Прескпа во денешна Албанија. Ќе дадеме кратка репортажа, а за ората и песните што се пееле и пеат и играт во Корча и околината, ни помогна нашиот сонародник Јонче Малевски од село Глобочани, село од околината на градот Корча, на кој од се срце му благодариме. Го нарекуваат град на серенадите, град на љубовта, град на уметноста, град на првото албанско училиште, град на пивото, Малиот Парис и, ако го гледате внимателно одблиску, ќе најдете уште многу други квалитети кои ве повикуваат повторно да ја посетите Корча. Корча е еден од најголемите и најважните економски и културни центри на денешна Албанија, лоциран во југоисточниот дел на самата Албанија. Корча е еден од најубавите градови во Албанија со многу музеи, историски градби и кафулиња. Таа е вистински бисер. Иако во овој град е богат со археологија од античко време, но према некои изјави Корча се поврзува со името на Илјас Беј Мирахори, како основач на градот пред повеќе од 500 години и до денес никој нема јасна представа од каде доаѓа името Корча. Туку, како што велат некои албански историчари, дека приказната на овој град почнува со враќањето на Илјас Беј Мирахори од Цариград, денешен Истанбул, во 1940
1938 година, за кој се зборувало дека бил оженет за ќерката на султанот Бајазид II. Корча се карактеризира со делумно медитеранска, планинска и делумно континентална клима. Зимата во Корча е со прекрасна панорама од снежната покривка, а летото со свежина и чист воздух, како и прекрасна природа. Јас не можам, мило либе, да станам, да ти отворам. Легнала ми стара мајка на фустан, аман заспала. А не можам, мило либе, да станам, да ти отворам. Јас се миси бело ленче ножици, джаму ножици, и сечи го бело ленче фустанот, аман фустанот. И сечи го бело ленче фустанот, аман фустанот. А јас ќе ти купам ленче по убав, аман по шарен. Од 60 гроша ленче аршинот, аман аршинот. Од 60 гроша ленче аршинот, аман аршинот. Серенадите на Корча се карактеристични лирски песни кои се пеат во придружба на гитара. Со нив Корча стана позната низ цела Албанија. Серенадите се издвојуваат по сладоста и суптилните чувства и оригиналниот начин на кој и пеат